Во нашето студио гостин една личност која би рекол е патувачка со немирен дух, ток само заради науката пред се, би рекол. Јана Лозановска, добре дојде во Пресинг ТВ и во Скопје. Добре најдов, Христо, фала за поканата. Не сакам на вие, затоа што сепак се знаеме повеќе од 10 години, да не биде на некоја вештачка култура и куртуазност. Сепак се познаваме доволно. И за мене е возбуда да те видам лично после толку време. Во меѓувреме докторираше на тема која е интересна во глобални рамки меѓу академскиот свет. Можеш за нашите следбеници да ни кажеш што е поточно тоа? Да, докторирав на Универзитетот на Обединените нации, Универзитетот за мир на Обединените нации во Коста Рика на темата на човековото достоинство и критика на човековите права преку теоријата на Хана Арен. Комбинација на меѓународно право и политичка теорија. Накратко. Извонредно е, затоа што во текот на разговорот ќе го допреме и тоа многу важно прашање за човечкото достоинство. Пред, мислам, 10 години во рамки на институција во која ти тогаш работеше, како коавтор на еден многу важен труд, јавно го презентиравте и ти беше таму присутна, јас бев како новинар во друг медиум. Тоа беше една анализа за одбрана на уставното име на Република Македонија, што треба да се прави, како да се прави. Конечниот заклучок беше многу едноставен. Да се прекинат преговорите за името кои се водат во рамки на Обединетите нации. Што можеш сега да кажеш после тие 10 години? Сепак е тоа голема временска дистанца. Да, доколку го кажам сега ова од таа перспектива, веројатно ќе ме наречат анархист или не знам како, или радикална. Но сепак лично стојам на страната на правото и на правдата и во нашиот случај за жал и за среќа истовремено правото е на наша страна, но сепак што преовладува е политиката која што не е во состојба да оди чекор по чекор со правото и од тука правото не е во состојба да ја контролира политиката во нашиот случај. И тоа е навистина страшно, бидејќи овие два аспекти би требало да одат чекор до чекор. Ние тогаш ја имавме спогодбата, времената спогодба со Грција од 95 година, во која само во една точка грците имаат некакви си обврски, а тоа е членот 11 да не блокираат во интеграциите под привремената референца. И тоа го прекршија и токму кога станува збор за користење на инструментите на меѓународното право, ние грците ги добивавме. Тоа е пресудата пред Меѓународниот суд за правдата. Меѓутоа се чини она што и тогаш го посочи е дека ние немаме јасна стратегија како тоа да го направиме. Што мислиш сега? Да, па мислам дека истото се случува еве сега од целата предреферендумска и постреферендумска кампања и воедно начинот на кој што се промовира договорот од Преспа. Се уште мислам дека Македонија нема јасна стратегија, единствената стратегија на македонската надворешна политика во континуитет, која што се базира според мене на некои празни флоскули, а тоа е интеграција на ЕУ, на некој начин во оваа кампања личеше на идеологија, проследена со силен јавен притисок. Ама таа идеологија, за жал, ако ја следиме твојата логика, беше поддржана од токму од тие институции и организации во кои ние сакаме да се зачлениме. Значи, доаѓа представници на Европската Унија, на НАТО, па дури лидери на држави. Да, тоа не е спорно, но сепак станува збор за еден напор. Во овој случај мислам дека е поголем напор на Европска Унија за еден вид интервенција во регионот на начин на трансформација на конфликтите во регионот. Мене тоа лично, ако ти избориш за анархизам, мене тоа ми личи повеќе на комунизам, една комунистичка идеологија со нови играчи.
визави овој притисок што се направи за да успее референдумот. Дај Боже да не сум во право. Па добре, јас не можам да зборам за хипотези, можам да зборам единствено за тоа што го имам формирано како став во овој цел период од кога се занимавам со тоа е од 2008. Имав некои прекини секако, дефинитивно. Кои се твоите впечатоци, односно коментари на договорот, кој не е ни договор, тој се пласира како конечна спогодба меѓу две страни и така натаму? Па да, договорот пред се е многу контрадикторен, друго е нереципроцитетен, затоа што погледнете ги обврските кои што Македонија ги има, и погледнете ги обврските кои што Грција ги има. Од една страна Македонија треба да направи целосно уставно правно-политичко преструктурирање, додека Грција единствено не треба да не блокира, што беше дел од времената спогодба за која Меѓународниот суд на правдата, како еден од најосновните органи на Обединетите нации, донесе пресуда која што е задолжителна за страните, задолжителна, велам, и за Грција, и за Македонија. Таа пресуда секако не беше почитувана и тука сме каде што сме. Да, никош и практично не се побара да се ефектуира. Се извинувам. Но какова е праксата во светот? Обично се вели и се повикуваме на договорот за, како се вика тоа, за Виенските конвенции, статусот на договорното право и така натаму. Бидејќи овде нема реципроцитет, нема рамноправни страни, туку имаме демонстрација на сила од една страна која е подпомогната од други држави, практично станува збор за договор кој би можел да падне лесно на... Па не би се согласила затоа што Виенска конвенција за договорно право, само оние договори склучени под војна сила се ништовни. Тука има притисок. Се гледа јасен е притисокот кој што е повеќе поинаков притисок него притисок со употреба на војна сила, кој што нели е строго забранета во меѓународни односи. Проблемот со договорот е во преамбулата на договорот и во членот 1. Наспроти многуте експерти кои што се јавија овој период, кои што тврдат дека сршта на договорот е во членот 7, лично сметам дека сршта на договорот е во членот 1. Односно, прво е проблематично тоа што преамбулата и членот 1 се контрадикторни. Од една страна се вели не се мешаме во внатрешни работи, се повикуваат на принципите на Обединетите нации, на повелбата на Обединетите нации за немешање, за почитување на суверена еднаквост и така натаму. А од друга страна членот 1 предвидува целосно преструктурирање уставно, правно, политичко. Од тука сметам дека медијаторот немец има излезено од своите надлежности комплетно и она што на некој начин утврдуваат резолуциите на Обединетите нации во однос на нашето прашање. Она што недостасуваше кај нас, не знам, веројатно и во Грција не се отвори диалогот како јавно докаде што треба. Има многу замки овој договор и непознаници, особено што е вклучен на англиски јазик, па англискиот јазик треба се толкува што тоа значи и така натаму. Какви последици се може да излезат во Македонија да произведе? Па не можам сега со точност да кажам, бидејќи не ги знаеме уставните амандмани и промени. За мене е многу загрижувачки делот, да не одим историски понатаму, делот на она што подразбира референдумот од 91-ва, каде што граѓаните се изјасниле за суверена независна Република Македонија. Во мене тоа не ми е јасно кај би одел тој дел од преамбулата и како евентуално добро, референдумот беше неуспешен и беше на некој начин означен од владеачките структури дека е консултативен, но како тоа би можело да се балансира со она што е референдум задолжителен и задолжителна одлука од 91-а. Мене тоа, да не одиме понатамо во другите делови, кои што има многу ситници. Лично јас го прочитав договорот можеби едно 10 пати и на прво читање навистина не изгледа, и на второ читање не изгледа страшно, не изгледа нешто воочливо, но
нели, во некои мали детали и во некои нели поинакви конструкции може да се воочат контрадикторности и понатаму и други импликации кои што овој договор може да донесе. Самото име е контрадикторно, е многу предизвикувачки, ми се чини, иритира, затоа што прво доаѓа нели државното уредување република, кој е континуитет, па потоа е побитна се и се лепи географската одредница за државата, што веројатно од тоа ќе произведат произведат многу проблеми. Да, тоа е лично според мене голем проблем, бидејќи видете листата на земји признаени, во ниедна земја во официјалното име нема географска одредница помеѓу уредувањето и помеѓу самото име на државата. Значи, ние сме веќе утврдена држава со утврден систем, со граници кои што се утврдени. Понатаму нема што тука, системот е утврден. Ние сме Република Македонија и мислам дека ова решение кое што се промовира со договорот не е ново решение. Тоа е решение од многу одамна и е една од основните грчки барања. Така што затоа што јас слушав во дебатата која што дебатата во наводници, бидејќи мислам тука во Македонија се случуваше од една страна промовирање на едни ставови и дебати заеднички отколу тие ставови и промовирање на другата страна и дебати и промовирање на тие ставови, така што немаше дебата каде што ќе се сериозно и дури на научен начин ќе се вкрстат некои од проблемите кои што овој договор може во иднина да ги донесе. Да, меѓутоа во Македонија ја на пракса стана политичарите да кажуваат дали е црно или бело, а не експертите. Имаше експертски толкување на договорот кој го направија парче, меѓутоа политичарите кажаа тоа не важи. Но да се потсетам на првиот референдумски час од кога беа соопштени резултатите, тој веќе беше прогласен за успешен. Јас само неколку точки ќе нафрлам за да разговараме на таа тема. Во Велика Британија за Брекзитот излегува 71,8. Значи во Обединетото кралство, не само во Англија. За 51,9, против 48,1. Многу тесно. Но процесот продолжува во Велика Британија. Холандија 2016 април референдум на национално ниво против договорот Украина и Европската Унија. Излезност 32,28, гласале на тој 61% и го прогласија да, имаше трешхолд, значи излезноста е, затоа што е консултативен референдумот и според нивните закони тоа е над 30% е окей. Меѓутоа велат 61 за од тие 32 е само 19,5% од вкупниот број гласачи. Парламентот токму заради ова никогаш не послуша волјата на тие што гласа на тој референдум, туку го ратификуваше. Ја ратификуваше спогодбата. Многу слична ситуација со нашата. Имавме 36, нешто проценти, ми се чини. И Каталонија со 43,03 го прогласија неуспешен. Значи, поголема излезност од кај нас. Еве, твој коментар. Па, добро, овие се содржински поразлични, да речеме, прашања и не може да се прави споредба на некој начин, но можеме да разговараме околу нели предреферендумската и постреферендумската ситуација, односно наративи, дискурси кои што се промовираат од една страна и од власта, и од меѓународната заедница и од опозицијата. Не би можела сега овака споредбена овие бројки да кажам некое мислење на вистина, затоа што многу поинакви прашања се на маса. Сепак цензусот е битна работа кога ќе земем предвид. Тоа го констатира и ОПСЕ во прелиминарниот извештај. Но они беа зачудени затоа што велат па никој овде не се заинтересира за цензусот. Вклучително
тоа значи сите политички партии. Мислиш постреферендумски? Да, тоа беше навистина зачудувачки, затоа што тоа е првиот предуслов да се оди понатаму и да се бројат гласовите кои се за или против и да се каже дали референдумот е успешен. И за мене беше навистина зачудувачки дека во првите часови по завршувањето на референдумот тоа не беше и од некои медиумски куќи и новинари, тоа не беше воочено и на некој начин е зачудувачки и застрашувачки, затоа што тоа не е во согласно со објективното и независно информирање на самите новинари. Следејќи ги твоите Facebook постови, реагираш на некои обштествени појави кај нас кои те иритираат, а тоа главно би рекле недостигот од демократски дебати, дискутирања или да речеме каде е тука академскиот свет да ги отвара овие прашања без да биде притиснат од дневно политички агенди и така натаму. Да, лично за мене застрашувачка е ситуацијата во однос на дебатата која што треба да се случува меѓу оние што се носители на јавното мислење во општеството. Тоа подразбира новинари, уметници, поети, писатели, јавни интелектуалци, професори и така натаму. Во Македонија стварноста е конструирана на две струи и толку. По надвор од тие две струи не постои ниту дебата, ниту аргументација, ниту било какво постоење на различен став и мислење кој што ќе отскокне или од едните или од другите. Тоа не е демократија, напротив, тоа подразбира еден вид на тоталитаризам, каде што главните струи ги инкорпорираат во себе индивидуалците кои што треба да мислат независно и објективно. И од тука да излегува критичката мисла во општеството. Без критичка мисла во општеството не може да постои демократија. Ако е таква ситуацијата, тогаш како ќе оди процесот на интеграција со Европската Унија? Ние тоа ќе се изгубиме тогаш уште повеќе колку сега што сме изгубени, претпоставувам. Па добро, тоа е друг аспект, но сепак е битен, бидејќи еден предуслов од предпристапното партнерство, втор клучен предуслов е дебата, политички диалог и стабилни институции. Секако, тоа се постулатите на демократија. И доколку ги следиме ние тие постулати, ќе видиме дека во Македонија ние сме далеку од демократија, за жал. Добро, ако сега ги следиме европските трендови, ти тоа го имаш кажано, веќе има трендови на напуштање на држави нации, значи сега оди кон некои нови предизвици, нови организации и така натаму. Ние сме уште обременети со тој проблем. Веројатно затоа што не сме го доживеале климаксот како нација. Па добро, тоа се малце комплексни трендови. Зашто се дебатира, мислам, сега? Во Европска Унија. Да. Па да, јас бев на неколку конференции, едната беше во Дубровник на Inter University Center, каде што бев единствена од регионот, од Западен Балкан, во наводници, каде што се дискутираше за европскиот идентитет и таму говорев за евроскептицизмот и солидарноста од друга страна кај Хана Арен, тоа е теоретичарката на која што работев долго време, и Жоза Сарамаго. Таму се говореше за овие работи и се обидувавме да разбереме како понатаму и надвор од овие трендови на држави нации, кои се границите на Европа, како понатаму би се одвивало прашањето на имиграција, бегалци, импликациите од Брекзит и така натаму. Потоа бев на една друга конференција организирана од невладина организација, European Alternatives, и таму говореа што по државата нација. Значи имаше ставови каде што, например, Европа треба пред било каква суштинска реформа на самата Европска Унија, би требало самата Европска Унија да се соочи со своето империалистичко минато, кое што сепак е поврзано со прашањето на имиграција и бегалци. Од друга страна имаше промоција на идејата за
воспоставување на една република и така натаму. Различни идеи, се говори за алтернативи и зачудувачки дека во Македонија не се говорат овие работи, дека самата Европа се преиспитува себе си и од друга страна исто растечкиот десен популизам, што е исто така застрашувачки. Многу аспекти кои што во Македонија воопшто не се говорат, јас не знам. Па тој десен популизам веќе почнува да добива форма на увозен продукт од Америка. Јавно се зборува дека Бенон го раководи тоа движење, ние стварно не знаеме кој ќе биде крајниот производ и какви се последици може да предизвика во Европа по многу линии. Па јас не се согласувам со тоа мислење, затоа што мислам дека растот и порастот на национализмот е тесно врзан за самото европски континент, пред се. Да, домашен производ, ендемски. Да. Јана, јас ќе завршам со една моја лична констатација и баш ме интересира твоето чувство. Пред повеќе години, кога се вратив од едногодишен престој од Америка, не можев да го препознам плоштадот. Тогаш се случила таа промена, старите коцки ги извадија, дрвата ги секој, јас не го препознав центарот на Скопје. Тоа е мој личен впечаток. Како ти сега, после долго време, кога се враќаш во Скопје, во твојот роден град, како го ја чувствуваш целава атмосфера? Што се сменета? Во мојот роден град се чувствувам оттуѓено. Од многу аспекти, од јавниот простор, од луѓето, од ситуацијата, од целокупната политичка ситуација и така натаму. Не е тоа чудно малку колку брзо се случуваат тие промени? Единствено пријателите се тие кои што да. Јана, ти благодарам за овој интимен, искрен разговор што благодарам за поканата. Да го водиме во пресинтава.